Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска тука за две одржани работилници на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Работилницата, организирана од Психолошкото советовалиште на UKLO Colors за унапредување на менталното здравје кај студентите преку арт-терапија, и за работилницата, организирана од Универзитетското студентско собрание на Универзитетот за меки вештини. Бидете заедно со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој, до небо, небо високо, од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноќи јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Каде да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Психолошкото советовалиште на UKLO Colors одржа работилница за унапредување на менталното здравје кај студентите преку арт-терапија, која е многу популарна во светот, а сега се практикува и кај нас. Арт-терапијата стои во првите редови на иновативните и трансформативните модалитети, искористувајќи ја вродената моќ на креативноста за промовирање на самоизразување и личен раст. Со спојување на полињата на психологијата и уметноста, уметничката терапија нуди уникатен и длабок начин да го истражиме нашиот внатрешен свет и да се справиме со емоционалните предизвици, да се намали вознемиреноста и да се подобри социјалното, емоционалното и менталното здравје.
Работилницата во студентскиот информативен центар на УКЛО ја водеше Цветанка Штерјова-Бурзевска, лиценциран психолог, гешталт психотерапевт, арт-терапевт и тренер по арт-терапија. На покана од професор доктор Драгана Батиќ од Факултетот за безбедност во Скопје и професор доктор Гордана Ристевска-Димитровска од Високата медицинска школа, кои ги реализираат активностите на психолошкото советовалиште на УКЛО Колорс. Присутните студенти од единиците на УКЛО се запознаа со арт-терапијата, за која Штерјова-Бурзевска вели дека е динамична и повеќе слојна форма на психотерапија, која ги поттикнува поединците да се вклучат во уметничките процеси како средство за комуникација и самоистражување. Арт-терапија, да ви кажам накратко, е психотерапевски правец, кој што е релативно нов од 1941 година. Нејзин татко се смета Адриан Хил, кој што е британски уметник, а нејзина мајка е Маргарет Наумберг, која што е од Америка. 1964 се формира Британска асоциација на арт-терапевти, 1969 се формира Американска асоциација на арт-терапевти, 2016 се формира Европска федерација на арт-терапевти. И тоа заборав да кажам, дел сум од Европска федерација, дел сум претседател на комитетот за комуникација таму. Освен што е психотерапевски правец, е еден вид на техники, склоп на техники, на апликации кои што многу добро се вклопуваат во нашата секојдневна работа и како психолози и како психотерапевти, бидејќи ги користи уметничките медиуми, не само цртањето, сликањето, вајањето, туку ја користи фотографијата, ја користи музиката, ја користи танцот, го користи работата со тело, користи повеќе модалитети, кои што навистина имаат многу убава примена за целокупното здраво живење на еден поединец. Се занимавам со нејз од 2018 година, прво на едукација во Британија, подоцна продолжив активно 2022, баш активно да ја практикувам кога ја завршив, за да можам да почнам да ја практикувам. Искрено почнав од моја лично искуство, барајќи се да видам како мене може да ми допомогне во новата улога во животот со која што се соочив, тоа да бидам мајка. И некако ми требаше издувен вентил, да кажам. Меѓутоа, од издувен вентил стана нешто многу убав процес, низ кој што мене ми помогна да поминам низ процесите кои што ги носам и животните притисоци со кои што секојдневно се среќаваме. И затоа почнав да ја практикувам со поголем дел. Имаме арт-терапија за деца, тинеџери, за возрастни, каде што нема примена, значи нема каде што не можете да ја примените, сепак не е уметноста како терапија, туку навистина е терапија, каде што се отвараат длабоки процеси и потребно да ја познаваш човечката психа, за да можеш да работиш со нејза. Постојат 3 концепти на арт-терапија. Првата е аналитичка арт-терапија, каде што се базира врз психоанализата. Тука веќе работат клиентот и терапевтот заедно, каде што црта клиентот, црти терапевтот во исто време и на крај преку фидбек, односно преку опишување на свое доживување, доаѓаме до заклучок заедно преку прашања. Никогаш терапевтот не кажува тука имаш нацртано тоа и тоа и тоа и тоа ти значи. Го учиме тоа, да, меѓутоа тоа останува за нас. Подоцна имаме арт-психотерапија, каде што тука влегува дијагностициката преку уметност. Тука веќе правиме, има одредени клинички интервјуа, арт-терапевски клинички интервјуа по кои што се извешти, по кои што се водиме насоки, точно знаеме кој е како што е, меѓутоа сепак не кажуваш директно на клиентот, види тука имаш нацртано пиле, најверојатно сакаш слобода. Во никој случај, значи тука веќе идеме како твојот цртеж го доживувам дека барем мене ми буди чувство на слобода, имам потреба да имам слобода. На тој начин се споделуваат работите и арт-терапија е оној дел каде што не е важно како ќе изгледа, не е важно што ќе одбереш, не е важно крајниот резултат што ќе излезе, додека во арт-психотерапија е важен, овде не е важен. Важно е да ги извадиме нашите емоции, важно е да извадиме она што не можеме да го кажеме со зборови, бидејќи ти ќе кажеш со зборови кога ќе ми дојдат, јас кажувам све. Кажуваш се, меѓутоа емоциите ти остануваат. Ти ќе кажеш се, ама они ќе останат да траат, чувствата ќе останат уште малце подолг период. И затоа колку да кажеме сум затворил со одреден процес, ако седнете да работите, пак ќе ви излезе, затоа што не е до затворен. Затоа ја сакам, бидејќи е во неосудувачка средина, она што ќе не влегуваме у дискусии, значи кога јас ќе нацртам нешто и ќе споделам, кажувам тоа што јас сум го нацртала и другите давањето на фидбек е ограничено. Туку само слушаат
и прифаќаат, бидејќи тоа е чувства и емоции и слика на тој што го црта. Студентите има можност и практично да искусат како преку цртеж, преку креативен процес, со слики и символи можат полесно да се изразат, да ја намалат анксиозноста и да воспостават контрола над своите емоции. Настанот беше искористен и подобро да се запознаат со работата на психолошкото советовалиште на Uplo Colors. За него по музичката пауза. Знам сгрешив, те повредив, прости ми и спаси ме. Студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, присутни на работилницата за унапредување на менталното здравје преку арт-терапија, организирана од психолошкото советовалиште на Uplo Colors, како што кажавме, има можност да се запознати со работата на советовалиштето кое работи во рамките на Универзитетскиот центар за кариера, доживотно учење и алумни, односно Кредо центарот. Формирано е во 2018 година како прво бесплатно психолошко советовалиште за студенти. Професор доктор Драгана Батиќ од Факултетот за безбедност во Скопје појасни која е неговата цел. Главната цел на советувалиштето уствари унапредување на ментално здравје на студентите како сервис на студенти кои што не само на оние кои што имаат некакви потешкоти, туку на сите студенти, да не мора да плаќаат такви услуги, значи да им се обезбеди психолошка па и психијатриска поддршка ако е потребно. Зошто е ова така, зошто мислевме дека е тоа потребно? Затоа што
Вие како студенти се наоѓате во еден адолесцентен период, кога се адаптирате и на нова средина, тие што не учат во својот град, потоа може да се јави неуспех на училиште, комуникација со родителите, со партнерите и така натаму, може да се јави и пониска самодоверба и токму ради тоа, во сите овие случаи студентите се јавуваат во советувалиште. Целта е да се обезбеди помош и поддршка и има исто така за цел и да се отклонат некои предрасуди кои што постојат во однос на стигматизација. Значи, наши студенти кои што ќе поминат ни советувалиште или низ групи, знаат дека што ќе се случува, односно дека не е ништо страшно да се јават на психолог некогаш во животот кога ќе почувствуваат за тоа потреба. Инаку имаме повеќе активности, нели? Прво предноста е што универзитетот фактички имаме ние уживо, тоа се Високата медицинска школа и Факултет за безбедност во Скопје. Меѓутоа, после короната, од 2020 веќе работиме онлайн, дури групни работилници се работат онлайн, така да фактички, заради тоа што нашиот универзитет е дисперзиран, фактички сите студенти имаат можност да побараат услуга и еве тоа е како се бара, нели, еве таа адреса на која што може да се пријавите, да изберете кај кого од нас ќе дојдете или да предложите да имаме онлайн групна работилница. Значи имаме индивидуално психолошко советување, нели? Потоа имаме групи за психолошки раст и развој кои што ги водиме, кои што се од едукативен карактер и каде што се вклучуваат студенти, нели, за теми кои што нив ги интересираат, а тоа се обично самопочитување, партнерски односи, тоа се емоции, емоционални состојби и многу други, дури насилство во партнерските односи, исправување со стрес, асертивна комуникација. За начинот на работа зборуваше и професор доктор Гордана Ристевска-Димитровска од Високата медицинска школа. Во текот на ковид пандемијата организиравме повеќе вебинари на различни теми. Како помина пандемијата, прекинавме да сме толку присутни со онлайн активности, повеќе предпочитаме да ги правиме работите во живо, иако заради распределбата на нашиот универзитет во повеќе градови, многу студенти се пријавуваат и сакаат онлайн да имаме средба и тоа функционира сосема добро. Иако за работилници, значи, не ги правиме онлайн, затоа работилниците ги правиме со физичко присуство и такви континуирани работилници на Факултетот за безбедност професорката Батик држи секој семестар. Јас повеќе работам индивидуално, иако веќе треба да ја зајакнеме малку достапноста во Битола со млади психолози кои се во едукација за да бидат психотерапевти и кои би сакале и можат многу добро да се поврзат со младите луѓе, може да помогнат во нашата работа. Сега работиме и на тоа да имаме и повеќе достапни терапевти, затоа што убаво е за многу работи, особено за личен раст и развој, убаво е да бидат психолози вклучени во Битола, со оглед дека јас сум психијатар. Значи, за нешто кое е нешто покомплицирано, е убаво пак јас да се вклучам. Така што таа заедничка соработка помеѓу психијатрија, психотерапија и психологија е нешто кое навистина добро функционира, не за толку многу за лекување, колку за превенирање, да немаме проблеми. Животот на младите да биде исполнет со раст, развој и со справување со предизвиците, а не да се развиваат некои непосакувани психолошки состојби кои ќе направат понатаму лошо функционирање. Она кое што го работиме исто така многу активно е социјалните мрежи. И тука сакаме помош од студентските лидери и од сите студенти, значи колку може повеќе да не споделувате и да ја следите нашата страна на Facebook и на Instagram. Психолошко советувалиште УКЛО, се заедно напишано, бидејќи има навистина многу едукативни материјали кои може да бидат од корист
и во иднина планираме да направиме и една збирка на сите овие електронски материјали кои ќе може бесплатно студентите да си ги имаат и да си ги користат онака како што сакаат, како што им се јавува потреба. Значи нашето советувалиште треба да го промовираме повеќе и е важно штом го имаме, убаво е сите студенти да знаат дека можат да се обратат кога ќе имаат некоја потешкотија. Да кажеме дека присутните студенти на работилницата добија одредени инструкции кои можат да ги користат во секојдневниот живот за подобрување на нивното ментално здравје. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Во денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола и за уште една работилница. Овој пат работилница за меки вештини организирана од Универзитетското студентско собрание на Укло Колорс во соработка со Кредот центарот на универзитетот, наменета за студенти од сите циклуси на студии. Работилницата ја водеше Стојанка Ќупчева, студентка на педагошкиот факултет, па слободно ќе речеме дека тоа беше настан од студенти за студенти. Разговаравме со организаторите и учесниците. Една од активностите на Универзитетското студентско собрание е организирањето на оваа работилница за меки вештини за студенти од студенти. Антонио Петковски, председател на УСС на Укло,
Антонио, од твојот мандат како председател, ова е прва работилница од овој тип? Да, ова е првата работилница која организираме и е од големо значење, бидејќи се работи за меки вештини, односно комуникацијски вештини, кои се од големо значење и додека студираме и понатака, односно за цел живот. Поканата за учество беше упатена до сите студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битол. Поканите беа сите студенти и од сите циклуси на студии. Оно што тука ќе го добијат и тоа како ќе им користи понатаму во животот. Си посетувал ли ти до сега ваква работилница или ова ќе биде и твое искуство прв пат како учесник на ваква работилница? И како организатор и како учесник ова ќе за мене за прв пат и се надевам дека ќе имам прилика да ги искористам, тоа е сигурно дека ќе имам прилика да ги искористам овие вештини. Подготовките за работилницата беа тешки, лесни? Па, со некои мали компликации, но успеавме. Добро, тоа нема да се види во текот на работилницата. Важен е крајот, завршниот дел. Антонио, се надевам дека во време на твојот мандат ќе има и други вакви настани кои ќе ги реализирате, а Универзитетското радио Укло ФМ Битол е тука за да ги промовира и да кажува за нив. Работилницата за меки вештини за студенти ја води студент, Стојанка Ѓупчева од Педагошкиот факултет во Битола. Стојанка, те знаеме како студентски правобранител на Укло, те знаеме како победник на Укло Тривиум, а еве сега и на една ваква работилница како водич на работилницата, реализатор. Оваа работилница се организира веќе по втор пат на универзитетот. Сум ја организирала и приватно со невладини организации и сметам дека една од најпродуктивните работилници каде што студентите понесуваат не само сертификат за присуство, пренесуваат и знаење, стекнуваат вештини и компетенции кои ќе ми бидат и потребни на факултет, меѓутоа и во приватниот живот. Ова го кажуваш од лично искуство. Апсолутно. Пред да станам говорник и организатор на вакви работилници, сум посетувала многу семинари, вебинари и вакви работилници и во склоп од сето тоа знаење правам нешто во минимална форма. Предпоставувам дека е поразлична од останатите работилници на кои што се навикнати и студентите, барем кога се работи за работилници за меки вештини. Така, најчесто работилниците се со предавање, значи со фронтална форма на работа. Ова работилница е интерактивна, поделена е на два дела, на теорија и практика, каде што теоријата е чисто воведување што се меките вештини, како се стекнуваат, каде се стекнуваат, нели на вакви работилници семинари, а веќе вториот дел се вежби, интеракција каде што студентите без теорија ја стекнуваат праксата, а потоа и ја применуваат. Што подразбираме под меки вештини? Меки вештини. Така е, и нив ќе ги прашам после, меѓутоа меки вештини најчесто се асоцира на нешто меко, нешто малечко, нежно. Меки вештини всушност се вештини и компетенции кои се стекнуваат не еднаш за секогаш, туку се надоградуваат со тоа што се повеќе и повеќе се работи на себе. Вештините каде што ги стекнуваме на факултет, тие се теоретските знаења и сите тие настани кои се во врска со факултетот ни даваат теоретско знаење, додека овде го учиме како да го примениме тоа знаење практично. Што ќе научат? Ќе научат за лидерство, ќе научат за јавно говорење, ќе научат за тимска работа и емпатија. Што преферираш ти? Јас преферирам најмногу од ова давањето и примањето критика, односно конструктивната критика, затоа ќе има и вежба, каде што тие ќе научат и да примат, меѓутоа и да дадат конструктивна критика која ќе им биде потребна. Добро, рече, ова е веќе втора работилница на која што се јавуваш како предавач, претходно си учествувала и самата како учесник на си ги следела ваквите работилници. Што е она што најповеќе ги интересира студентите, барем кога се работи за меките вештини? Има ли нешто посебно? На што се задржуваат? Што им е нејасно? Студентите се збунети. Тие не знаат како да се изразат и затоа одлучуваат да молчат и да се повлечат. Мислат тоа што ќе го кажа дека ќе сгрешат и ќе се посрамотат. Затоа на овие работилници ние учиме тие да излезат смело и храбро да си го кажат своето мислење, меѓутоа сепак тоа да биде структурирано во некоја форма како што е правилно. Рече тука и критичко размислување, да критикуваат, но и да прифатат и самите да прифатат критиката кон нив. Така. Критиката не е нешто лошо, особено не доколку е конструктивна критика, затоа што таа е потребна, всушност и преку критиката ние се подобруваме и стануваме повешти. Работилницата е отворена, нели, за сите студенти на
Укло од сите единици на универзитетот. Така, поканети се сите студенти на Укло. Ова работилница е бесплатна за студентите на Укло, трае 3 часа. Секој што ќе ја посети работилницата добива сертификат. Ова е за студентите за да се унапредат во своите вештини. Ова е од студенти за студенти. Од студенти за студенти со студенти. Така. Сигурна сум дека работилницата ќе помине во најдобар ред, дека ќе се понесат знаења и ќе се стекнат вештини. Стојанка, ти благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Валентин Стојановски, председател на Факултетското студентско собрание на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, те представуваме и кажуваме дека практично те гледаме на речиси сите настани организирани од универзитетот, од Универзитетското студентско собрание на Укло, па еве сега и на ова работилница. Твоите очекувања? Па, моите очекувања се големи, го справавме заедно со Станко и Сан Антонио настанот веќе полово време. Се надам дека на студенти ќе му се допадне, има што да видат и што да слушнат пред се, така да ќе видат во наредните 3 часа доста интересни активности. Си посетувал ли предходно вакви работилници? Си учествувал? Да, сум бил на 2-3, доста интересно. Имавме баш од психолошкото советувалиште на мини работилница, доста интересно, не е вообичаено, не секојдневно, нешто ново ќе се научи, ќе се види. Сепак сите искуства се добро дојдени. Како посетител на вакви работилници за меки вештини, што е она што најповеќе ти користел од нив? Па, како да го подобрам лидерството, пошто сум лидер, да речем, на мојот факултет, да ги подобрам комуникацијските вештини, говорот со луѓе, говор пред аудиториум, пред публика. За сега тоа ми паѓа на памет. Рече дека заедно ја подготвувате работилницата со Стојанка и со Антонио, лидерот на УСС, на студентите на Укло. Дали нешто од твоите претходни искуства, како нешто што тебе ти оставило впечаток, го предложи за ова работилница? Да, ама 99% од работите ги оставив на Стојанка, таја си е одговорна за ова. Имаше многу убава замисла, не сега да му се мешам и да му ги променам плановите, така да мислам дека студентите ќе бидат многу задоволни од денешниот ден. Практично и искрено на вакви работилници не може да присуствуваат сите, дел од оние кои што се заинтересирани, можеби како Факултетско студентско собрание организирање на ваква работилница само за студентите на ФИК. Да, минатата недела имавме ние настан нешто слично до ова што после, да речеме, факултетот. Опфативме нешто од меки вештини. Имаше доволно студенти, но сепак бројот можеше да биде уште поголем. Јас апелирам до студентите да посетуваат вакви работилници. Има што да научат не само предавањата и факултетот, него ваквите настани се оние клучните од студентскиот живот и така се гради една добро изградена личност. Благодарам за разговор. Благодарам и за вас. Разговараме со уште 20 студенти присутни да учествуваат на ова работилница. Ана Анастасовска од педагошкиот факултет и Марио Хретрески од Високата медицинска школа. Зошто се решивте да учествувате на работилницата? Ајде, Ана. Мојата учество во студентските настани го започнав кога бев бруцош уште во прва година на еден ваков сличен настан за емоционална интелигенција организиран од страна на Стојанка и тогаш започна целата моја приказна со дружба со студентите, научив многу работи, многу ми се допадна. За жал изминатите години поретко имаше вакви работилници и при првата прилика се решив повторно да учествувам. Да. Марио? Значи, би се надоврзал со незе, јас мојот прв ваков настан беше ораторски надпревар, да се подсетиме на него. Тоа беше, да речем, моето прво отварање на вакви некои настани и секако, бидејќи видов какви луѓе посетуваат вакви настани, одмак ја представам Ана и Стојанка, од нив може многу да се научи и затоа сакав да ги поддржам и пред се да научам тоа што ќе биде денеска. И самиот кажа, првпат беше учесник и на Укло Тривиум, надпревар во ораторство, во убаво говорење, а една од работите кои што тука на ова работилница ќе ги учите, нели тоа Стојанка го кажа, и говорењето пред јавност. Тоа се надевам дека ќе ти користи за понатамошните учества на овој надпревар, нема да бидат последни. И ти и Ана веќе сте учествувале. Ана беше и победник минатата година на Укло Тривиум. Да, точно така. Можам да кажам и Јана ни беше како ментор и од Стојанка многу научивме како треба за јавно говорење и јавен настап, така да
се надевам влегуваме некако почетници, како со искуство да речам, сме имале да видиме како треба и ни укажале, така да би ни било уште поинтересно, бидејќи не ни е прв пат со вакво нешто да се соочувам. Добро, очекуваат организаторите да се поправа успешна работилница, но кои се вашите очекувања? Нели освен она што ќе имате можност да го научите, веројатно и нешто друго? Искрено ќе имаат тешка задача, бидејќи досега се докажале како успешни студенти со искуство кои што знаат да пренесат знаење, посебно Стојанка, изминатите години, бидејќи годинава е абсолвент, очекуваме дека една добра завршница ќе има за низиниот прв циклус студии на овој универзитет, така што имам високи очекувања. Марио? Јас исто така како бруцош учествувам на ваков настан и работилница, имам големи очекувања, посебно бидејќи имаме организатор и говорник како Стојанка, која е самата кажа абсолвент и имала искуство претходно со вакви настани, така да се надевам ќе биде секако што треба. Сосема за крај, колку се студентите, колку се запознати со тоа што значат меките вештини и имат ли представа колку ќе им требаат понатаму во, не само на факултет, туку и понатаму во живот? За жал, живееме во едно брзо време каде што потребни се многу пари и дури и младите луѓе се гледаат преку призмата на парите и за жал не ги ценат доволно ваквите работилници, но еден апел, една порака до сите студенти да не ги пропуштат ваквите работилници, бидејќи овие нешта можат многу да ги научат и да им бидат корисни во животот понатаму и за работата, а не само работа која што моментално ќе им донесе пари. Да. И особено кога ќе се знае дека ваквите работилници организирани на универзитетот се бесплатни, за разлика од некои други. Истото, само што ќе се надоврзав на тоа, дека се бесплатни и се можности и нудат, значи, многу да се научи пред се и како што кажа колегата дека не е само книгата и да се посетува предавање, а овие се баш сосема други предавања од кои може многу да се научи и самиот наслов, значи за професионален личен развој треба да ја крене свеста за да се појавиме во што поголем број. Ви благодарам на обед. Ви благодарам и вас. Учесниците на работилницата понесоа нови знања и вештини и упатија апел до своите колеги ваквите настани да бидат помасовно посетувани. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови, сама ти, лажеш ти. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Наша љубов има чудни правила, си заборавила. Време минува, поминува, заминува. Дојди уште една за да има причина. Не знам дали можам да ја вратам надежта.
оставена, изгубена длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Кон крајот на денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, уште информацијата дека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, член на Алијансата Колорс, на 9 и 10 јуни го организира четвртиот универзитетски турнир во тенис Укло Open Colors 2026. Право на учество имаат студенти на Укло на трите циклуси на студии, наставно-административниот кадар на универзитетот, средношколци и поширокото граѓанство. Годинава поканети се и учесници од другите универзитети во државата, регионот и Колорс Алијансата, со што турнирот добива и меѓународен предзнак. Надпреварите ќе се играат на тениските терени кои се наоѓаат во близина на градскиот стадион Петар Милошевски во Битола. Рокот за пријавување е до 5 јуни, а најдоцна до 8 јуни ќе биде истакнат официјалниот распоред на надпреварувачите. За тројцата најдобро пласирани во категоријата студенти и средношколци и во категоријата наставно-административен кадар и граѓани ќе бидат обезбедени пехари и дипломи, додека на останатите ќе им бидат доделени благодарници за учество. Пријавувањето е на линкот објавен на веб страницата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола uklo.edu.mk. Целта на универзитетскиот турнир во тенис Укло Open Colors е пред се дружење и забава меѓу учесниците, а резултатите се во втор план. За оние кои немаат соодветна опрема, истата ќе биде обезбедена од организаторите. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Немој очи да ми бараш, за тебе ме нема. Јас и ти сме болка стара, подобро да не знам каде и со кој си сега и од овде бегам. Кога веќе не ти требам, казнај и со тебе, но и без тебе. И овој живот мој не е бајка бела, штом те има, па те немам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Не знам дал ќе успеам да простам се и да заборавам. Не сакам да слушнам, ниту збор да знам за тебе, ќе смирам душа. Ако бидам сам со себе, нема пат за назад, нема веќе да сме цели, што и да ми кажат, кога некој трет не дели. Казнај и со тебе, но и без тебе. И овој живот мој не е бајка бела, штом те имав, па те немам. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена.
Укло ФМ Битола, јуни 2026 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk